Случувањата на Блискиот Исток веќе влијаат врз берзанските цени, но цената на природен газ засега останува иста. Снабдувачите имаат доволни количини газ за до крајот на грејната сезона, а потрошувачката последниве денови, поради високите температури, веќе е намалена, информира првиот човек на Куманово газ. Има покачување од некои 40-50% на цената на гасот, меѓутоа се уште тоа не е ништо официјално, се уште е многу рано да се калкулира со цени, бидејќи цените се формираат на месечно ниво. Пред почетокот на војната во Украина, цената се движеше од 25 до 30 денари, пошто достигна и до 135 денари. Во последниве 2 години се движи меѓу 55 и 65 денари. Надлежните очекуваат интересот за приклучување на гасоводната мрежа да расте по ново објавениот оглас за субвенции на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини во износ од 3 милиони денари. Субвенцијата изнесува до 30.000 денари по домаќинство. Ова е ваков втор повик на владата. Првиот беше реализиран во 2023 година. Субвенцијата тогаш ја искористија околу 100 домаќинства. Сега очекуваме исто да имаме убава бројка, за разлика од минатиот повик, сега имаме повики за купување на гасен котел, бидејќи имаме информација дека дел од тие субвенции кои ги искористија го направија приклучокот, меѓутоа се уште немаат инсталирано гасен котел. Цената на приклучок изнесува околу 78.000 денари. Општина Куманово обезбедува субвенција од 25.000, а државната поддршка е од 30.000.